правобранител. Се работи и до институцијата, еве на пример случајот 25 мај кај што има физичко насилство, информиран Центар за социјални работи. Но народниот правобранител пред се затоа што народниот правобранител мора да реагира бидејќи се случило насилство во државна институција и мора да даде препораки како најдобро да се постапи за да се намали насилството или да се заштити. Затешка случајот и да не се затешка случајот, и да не се затешка како дополнително наблюдување и притисок да Центарот за социјална работа мора да постапи согласно. Ние даваме препораки до народниот правобранител по наше видување. Не мора народниот правобранител да ги прифати. Ама не значи дека Центарот за социјална работа не е информиран. Дали тоа анонимна пријава, дали е редовна пријава, дали е писмена представка или пријава од граѓанин, во секој случај ние наведуваме во писмената представка. Но она што сакам да кажам дека не секогаш Центарот за социјална работа реагира брзо, соодветно на нашите препораки и мораме дополнително, значи не дека немаме соработка. Но мислам дека ќе се согласам со господинот Миновски дека има многу случаеви на кои немаат соодветна капацитет да одговорат на потребите на граѓаните во Република Македонија. Значи не се доволно мобилни, не се доволно екипирани, субординацијата им е премногу, да кажам, ограничена и ние едноставно сме многу побрзи во однос на одредени појави да ги детектираме, да посочиме, значи не се амнестираме од одговорност никако, но не може ни меѓуопштинскиот центар или било кој центар за социјална работа да каже дека тие податоци регистрирани на СОС телефонот или препорачани од нашата правна служба доставени до народниот правобранител нема основ да се работи, да се реагира. Господјо Чаловска, што е со Министерството за внатрешни работи? Како тоа реагира во овие случаи на семејно насилство? Па вака, пред да ви одговорам на прашањето, јас сакам само да направам една мала разлика, за да не гледачите не добијат некој погрешен впечаток. Прво, оно што сакам да кажам е дека семејното насилство како кривично дело во Кривичниот закон е влезено во 2004 година. Значи, со измените и дополнувањата што се направени во Кривичниот законник, семејното насилство од 2004 година се третира како кривично дело. Меѓутоа, оно што сакам да го потенцирам, не значи дека до 2004 не се превземало ништо или немало ништо во Кривичниот закон во поглед на кривични дела кои што се однесуваат на заштита и интересите на правата на детето. Значи, во Кривичниот законник постојат еден голем број на кривични дела кои точно ги штитат децата од вакво физичко, психичко и сексуално насилство. И во тој дел ние секогаш настојуваме да дадеме приоритет на вакви кривични дела при расчистувањето, документирањето и поднесувањето на кривичната пријава. А сега кога зборуваме за семејното насилство, пак ќе нагласам дека сега малку повеќе, односно откако е влезено во Кривичниот законник, некако во тој дел повеќе се дава или приматот го има жртвата, каде што е жртвата родителот, мајката, таткото или во крајен случај и децата. Меѓутоа реков во Кривичниот закон... Зошто во крајен случај децата се извинуваат? Зборувам кога станува збор за семејното насилство како кривично дело. Затоа реков да не се добие погрешен впечаток. Во Кривичниот закон се работи уназад години на расчистување на вакви кривични дела кои што се однесуваат, например, на полов напад врз дете, потоа запуштање и малтретирање на малолетно лице, силување и така натаму, да не ги набројувам сите поред, бидејќи ги има многу. Вомбрачен живот со малолетно лице. Значи, тие кривични дела постоеле и ние уназад години работиме по тоа, ги документираме и поднесуваме пријави. Има еден случај, например, што овде го најдов во Дебар, не е поднесена никаква пријава, под изговор дека поминале 15 дена од пријавувањето на случајот, поради што истиот е застарен. Поминале 15 дена, пријавено е, значи, насилство, само 15 дена по настанот и Министерството за внатрешни работи наоѓа дека нема потреба да поднесе пријава затоа што поминале 15 дена, еден пар екселанс бирократски одговор. Тој конкретниот случај јас не би можела да го коментирам, затоа што реков и на почетокот вие кога ме представувавте. Како илустрација, претпоставувам дека има и други такви случаи. Веројатно има, меѓутоа јас затоа кажав дека ние даваме приоритет кога се работи за вакви кривични дела. Значи секогаш се вклучуваме заедно со Центарот за социјални работи, бидејќи тие се некако составен дел во нашиот тим од работата кога станува збор каде што е детето жртва, реков, на било каков вид на насилство. Само да ме прашам, бидејќи овој случај мене ми делува како илустрација дека нема доволно сензибилитет кај полицијата за вакви случаи. Не се согласувам, тоа е ваше мислење, јас не го делам мислењето, ви кажав. Поготово инспекторите по малолетничка деликвенција што работат на оваа проблематика,
секогаш во било кој период од денот или од ноќта кога ќе биде пријавено одредено кривично дело каде што жртва е детето, секогаш се вклучуваат. Па зашто тогаш одговараат? Поминале 15 дена од пријавувањето на случајот. Вака практично не може да биде така, верувајте. Не може да застари. Такво ние можеме кривично дело дека не да се застарува. свалиме сите, секој си работиме, меѓутоа имаме проблем. Има проблем. Не, очигледно е дека има Да. проблеми, затоа го Така. говорат бројките и тука нема криење, како што гледаме колку и да се обидуваат било која институција. Господин Невенка си кажа народен правобранител до сега не имаме поднос од децата, имаме сериозни забелешки по тој однос и ние ќе мора да, значи пред се надлежните ресорни министерства да ги унапредуваат својата работа. И ускоро ќе специализираат, ќе правиме сега програми за заштита на децата, мито општ контекст семено насилство. Секој што трпи насилство треба да биде заштитен од државата. И тоа е регулирано сега со законот, значи и во кривичниот закон и во закон за семејство се изнесени промени. Значи анимирана јавноста, институциите веќе ја подигнаа свеста кај граѓанството, имаме уште мал проблем по однос на тоа компетентно и координирано да настапиме сите. Имаме пробивање малце по некој системот и тоа допринесува да малце можеби се разводи некоја работа. Иначе многу скоро Па вие викате дека имате дефицит на кадар. Тоа е и она што според она што вие кажувате, претпоставувам дека треба сериозни буџетски средства со одвоја за да се запослат. Токму тоа ме беше, значи ние не може да ги третираме овие луѓе административци, не. Тие се луѓе кои што утре треба да му се придружат на семејството и да го извлечат од дезориентацијата негова, да речем дезинтеграцијата. Значи да му се придружат на семејството. Они доаѓаат. Министерството за труд и социјала такво барање до Министерството за финансии, претпоставувам треба да апелираме, упатите. да, во секоја буџетска година наново апелираме. Меѓутоа имаме нешто друго. Се извинувам, сакам. Значи, ние за таа цел на крајот кршата нели не само декларативно, рековме граѓански сектор кој што Европа не тера, а и да не тера Европа, чувствуваме бенефит од тоа ние. Значи, ние бараме капацитетот во оние организации кои што аплицирале кај нас. Имаме до сега 24 извршена значи социјална инспекција, добиено е решение дека они можат да одговорат со својата капацитетност по одредени полиња на делување. Сега не зборам за некои други, мито конкретно. Ако Центар социјална работа нема советувалиште за третирање на жртва на деца, на возраст и така натаму, некоја организација од типот еве на Змијанас, на ЕСИ, не знам таму кои други невладени организации може да аплицираат и на вистина со наш мониторинг утре заутре бидејќи имаат капацитетот со стручен профил да помогнат во еден дел да ни разрешат проблеми. И тука ја гледаме нели на крајот кршата во овој вакуум период начин на решавање на проблемите. Сакам да кажам, вакви ситуации кога граѓански сектор алармира, ми се допадна ова досетка дека државните институции всушност треба да ги исползуваат за зголемување на буџетски средства за одредена намена. Например, секој април првата детска амбасада во светот меѓаше алармира дека 18.000 деца се исклучени од воспитно-образовниот процес, кој е задолжителен и бесплатен, и едно дете на училиште, едно дете помалку на улица и едно дете помалку проблеми за злоупотреба. Господинот заменик министар не обвини дека правиме политички маркетинг пред изборите, а ние секој април тоа го правиме. И наместо да го искористи тоа, ние бевме кај министар, заменик министарот господинот Максо Тали од претходната влада, да се зголеми буџетот. Буџетите треба се зголема за да се вклучат децата во образование, да се отворат нови паралелки, да се работи со тие деца. Ова сега со случајот Чичино село очигледно иде на таа насока. Дека ваков тип на алармирање на активности од граѓанскиот сектор, државата треба да ги препознае за да може да интервенира буџетски, кадровски, за да ги превенира случаевите, а не да ги санира или да едноставно да покаже слабост дека не може да се справи со исто. Добро, тука би сакал, чувајте го зборот, би сакал да видиме прилогот на млада колешта Кристина Николовска, која се обиде да види што се случи во Чичино село. Никој не се сомнева дека на овие деца им треба помош од институциите, иако тие најмногу се потпираат на хуманоста на граѓаните. Но што е со децата кои во еден момент и поверувале на државата или немале друг избор? Во зависност од проценката на воспитувачот кое дете во даден конфликт има одговорност или е виновно за одредена расправија, воспитувачот одредуваше кои од децата, а најчесто бараше мали, да ги казни оние кои што сгрешиле. На тој начин што малите ги имудираш лаканици на поголемите деца. Заштитата од наставникот или воспитувачот завршува тука, во тие неколку минути. А после тоа се знае што следува. Доста ми од тебе! Настанот пак во Чичино село, каде крвнички беше претепано 3-годишно дете, беше повод неколку поранешни штитеници да раскажат и други приказни од истото место. Моето дете беше сексуално нападнато, односно извршен полов напад. Пред година и пол. Уште едно семејство, девојче 14 годишна е злоусловувано.
станува збор за лице кое на оделението што ги води внатрешно раселените лица во Министерството за труд и социјална политика им било познато како проблематично. Ако е ова точно, тогаш логично е прашањето. Зошто државата ги сместува криминалците во колективни центри? Проблематичноста на сведокот не ја амнестира државата од одговорност дека не му помогнало на едно силувано дете да се рехабилитира. Кој се е одговорен за случајот во Чичино село? Од Центарот за социјална работа во Скопје велат дека за кампот е надлежно Министерството за труд и социјална политика, а тие действуваат само ако некој им пријави. Од Министерството пак го разрешија директорот на Центарот, а директорот на самиот камп засител изјави дека нема ингеренции за таков тип активности. Ние сме должни да им дадеме смештај, значи со одлука и договор со владата, смештај и храна. И да се грижиме за санитарните услуги што ги даваме, значи хигиената, да бидат заштитени против пожари, епидемии и тука завршуваат сите наши ингеренции. Сепак, случајот отвора посериозни пропусти. Големата грешка е направена многу порано, од и 15-годишната мајка Сонита Бектеши пред се е дете. Македонија потпиша Конвенцијата за правата за детето уште пред 13 години. Тоа значи дека државата се обврзува да ги почитува правата на децата и да обезбеди минимум стандарди за нивниот живот. Но дали е тоа така? Детето и мајка Сонита немала документи за потврда на идентитетот, а според конвенцијата, државата во итна постапка треба да им обезбедува на децата документи за да ги заштити од трговија со луѓе. Никој не може да процени на колку деца во Македонија не им е остварено правото на идентитет. Од вкупно 459 деца евидентирани на улица, Министерството открило дека само 93 имаат државјанства, а 53 здравствени книшки. Полица, да. Шо прави? Кажи, аре бегате. Ве врка? Да. А книшки имате, на лекар ве носат? Не. Зошто? За другите деца не се знае. Но се знае дека владата за 2006 година предвидела 489 милиони денари за заштита на децата. И се знае дека 3-годишното дете има трајни оштетувања и дека за него месечно државата ќе плаќа најмалку 5800 денари за згрижување, а сумата за лековите не е позната. As far as I can see, my mind is so confused. I climb back on top of you. T-Mobile ја наградува довербата на своите припејд корисници. Приклучи се на Prepaid Plus и почни да добиваш паричен бонус на твојата припејд сметка секој месец. T-Mobile. Едноставно поблиски. Гледате Форум за Европа, говориме за правата на детето и семејното насилство. Господине Миновски, без разлика на буџетот, на кадровската екипираност и тоа колку можеби треба да се вработат или не, случајот во Чичино село открива еден фрапантен податок, а тоа дека она дете кое ќе остане инвалид на своја 3-годишна возраст тежело само 7 килограми, што значи дека додека било таму, живеело во услови какви што можевме да видиме од камерите, наводно нели обезбедени санитарни услови, она не се ни елементарни стандарди. Дефинитивно се сложувам. Значи таму се кон издржување на некаква казна затвор, не знам, веројатно во затворите е подобро, иако Така. Вака, во овој контекст мора да се напомене дека
а сите ние кои ќе излезе ваков случај, за жал, се работи за детенце, најнаш правиме стратегија како се да се извлечеме од таа состојба. И затоа секој ќе има некаква си жртва, па најнаш вие медиумите ќе кажете, па чекај сега